Документ од седница на новата влада кој што беше објавен во медиумите наведува дека земјоделско земјиште е пренаменето во градежно за фирма во сопственост на братот на вице-премиерот Кочо Ангушев да изгради хидроцентрала. Според документот, актот е донесен само 23 дена откако биле распишани локалните избори, период кога владата е ограничена и не смее да носи вакви одлуки. Од ВМРО ДПМН обвинуваат дека ова е нов случај на богатење на новата влада на грбот на граѓаните и повторно го повика Ангушев да си поднесе неотповиклива оставка. Овој скандал е огромен. Ова е сериозен сомнеж за злоупотреба на позицијата за богатење. Прво, владата го почести својот министер со зголемување на вредноста на имотот за најмалку 10 пати. Второ, се овозможува неговиот брат на досега земјоделско земјиште да гради хидроелектрична централа и на тој начин да го зголемува својот бизнис и своето богатство. Ова неодоливо подсетува на струмичката шема која ја воведе Заев кога овозможуваше бизниси на семејни фирми. Став за документот побаравме од кабинетот на вице-премиерот за економски прашања, оттаму со одговор. Постапката за пренамена на земјоделско земјиште е редовна и се одвива согласно законите во Република Македонија. Конкретно за МХЕЦ Тополка, Државната комисија за спречување на корупцијата дала мислење дека, цитирам, не постои законска пречка владата на Република Македонија да ја разгледа и да ја усвои информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Тополка со референтен број 317 и придружни објекти КО Дреново, општина Чашка, и на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија да ја донесе одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Тополка со референтен број 317 и придружни објекти КО Дреново, општина Чашка, а која се однесува на реализирање на проект за изградба на објект кој е од јавен интерес. Предходно, лавина од реакции предизвика и учеството на компанијата Феро Инвест на државен тендер од АД Елем, иако компанијата, чиј собственик е вице-премиерот Ангушев, а раководител неговиот брат, не го доби тендерот, сепак подпредседателот на владата беше на удар на медиумите, кои што пишуваа дека тој ја злоупотребувал државната функција, бидејќи се обидел да си додели сам на себе тендер. Ангушев негираше конфликт на интереси, бидејќи, како што вели, не гледал проблем што фирмата на која е тој мнозински собственик се појави на милионскиот државен тендер на Елем за набавка на гумени траки за рек Битола.